Здраво на сите, добре дојдовте на третата епизода од подкастот Гласни идеи. Јас сум Джелан Велију, а денес со мене ќе разговара другарот Васко Биџевски. Денешната тема на која ќе разговараме е образовниот систем, односно образовниот систем во vanредната ситуација. Дали мерките на владата се доволни или го остануваат само како парса, подетално ќе разговараме со другарот Васко. Здраво, Васко, ти благодарам што ти да бидеш дел од Гласни идеи. И благодарам и на вас на поканата. Прво ме интересира дали имаш некое сознание со какав број на ученици, наставници, факултети, професори, студенти располагаме во моментот, односно колку изнесува тој број? Сега, значи, бидејќи статистиката за образованието секогаш завршува од претходната година, па така ќе напоменам од почеток дека сите бројки овие што ќе ги изнесам сега, ќе бидат за заклучен со 2018-2019 учебната година, бидејќи за 2019-2020 се уште не се ни објавени ни процесирани, веќе не е завршено. Сега, според тие бројки, во Македонија има 987 основни училишта, 132 средни училишта, од кои имаме наставници во основно 18.272, во средно училиште 7.479. За да вака не одам многу посебно, во суштина имаме вкупно основно и средно ученици 259.662, значи вкупно средно и основно, и заедно со наставници и наставниците и бројката во средно и основно изнесува 25.751. Од друга страна имаме исто така и околу 4.000, нешто над 4.323 наставници во факултетите, односно високото образование, и 56.941 студент до 2018-2019 година. Тоа е една масивна бројка која, ако соберете се заедно, ќе наближат скоро 400.000 луѓе, кои што во овој момент се активни чинители на воспитно-образовниот процес, било се студенти, ученици, наставници. Да, ме интересира дали во оваа бројка се пресметани и приватните средни училишта. Да, тука се вклопени сите целосно, и приватните и основните, бидејќи има кај нас и неколку основни што се приватни училишта, тука се вклопени сите. Добро. На цела популација. Сите зборуваат за воспитно-образовниот систем во кризата. Дали ме интересира кој е твоето мислење, дали ние имаме воспитно-образовен систем кој што е прилагоден на кризата, или па тоа едноставно е некој просто снаоѓање, као да не кажеме дека немаме, туку се снаоѓаме. Па во суштина кај најпрво што треба да се соочиме со еден факт. Е тоа дека за да се изменаџира една ваква цела армија на луѓе од скоро 400.000, ако не и 400.000 личности, луѓе едноставно кои што се вклучени во целиот процес, пред се ви треба една солидна техничка поддршка. Нешто што во нашата држава за жал го нема. Кај нас покреност со интернет во државата е 80%. Од друга страна, популација, иако официјално сме 2 милиони и нешто, реално веќе немаме попис веќе 20 години скоро, кај нас реалната популација не е надминува некаде 1.500.000-600.000. Во таа прилика имате и 21% на сиромашно население. Население кое што воопшто нема услов да си приушти да има технолошки уреди во својот дом, кои што можат да послужат во правец на изведување на наставата. Тоа е едниот и основниот проблем со кој што треба да се соочиме при секоја анализа. Од друга страна, нашиот кадар, било да се наставниците во факултет, наставниците во средното и во основното образование, во овој момент само импровизираат. Зошто? Бидејќи ниеден немаше соодветна обука од претходно, нити некој работел на ваков принцип порано. Додуша до пред 28 некаде 28 март, ние во суштина немавме ни закон кој што во овој вид на образование го регулираше. Кај нас наставата е класична настава која што се изведува во училиште, додека за електронска настава имаше еден статут во еден член од статутот на УКИМ каде што дозволува и други методи на одржување на настава, но ништо не беше специфицирано. Па така сега во овој момент се што имаме само е една законска рамка за се ова да се признае. Во однос на она како се учи материјалот, како се предава, тоа е една тешка импровизација. Зошто? Бидејќи вие не можете да наречете систем нешто што се базира на видеа слични како и ова подкаст, бидејќи платформата Eduino не е ништо повеќе, таму се аплодираат видеа, од наставниците ги изработуваат, кои што децата треба да ги гледат. Во суштина многу голем дел од товарот паѓа на децата,
треба сами да бидат активни, пред се да имаат и желба да се вклучат, нема некаков механизам на контрола. Од друга страна да не зборам што наставата пред да седнете да го изведете часот, вас ви треба детално планирање, план, подготовка за наставен час, да земете во предвид кои наставни техники и методи ќе ги користите, а како ќе работите кога вие прв пат се соочувате со ваква ситуација, не сте имале никаква обука претходно, не знаете едноставно како се снајдете во просторот. Од друга страна, и техничките компетенции на помладите, особено на постарите наставници се страшно ниски. Со цел и се едноставно сите истражуваат, тој голем дел од овие проблеми се импровизира, се решаваат со импровизација и се решаваат вод. И тоа до некаде е за пофалба, од една проста причина што ако ништо друго барем ќе потегне една дискусија дека ова нас ни треба и дека ова не е некоја замислена именка која што години така се третираше, кога и цел свет веќе во Америка и Австралија овој начин на образование во еден или друг вид преку радио, преку телевизија го има од 1950 година. Кај нас ние 2019 година и ние за прв пат почнавме и со оној проектот на Министерството ТВ училница, значи прилично скоро 70 години покасно од другите. И во однос на тоа сите проблеми што доаѓаат остане еден голем проблем и за учениците, но и голем проблем и за властите понатаму, бидејќи нова прашање не ќе можат повторно да го избегнат. Ова сега ќе мора да биде принцип на работа. Ќе мора да биде вклучен во практиката на идните наставници, ќе мора да бидат обучени со цел во некоја идна ситуација да може да се работи на ваков начин и да се систематизира една програма дефинитивно. Да, значи според кажаното јас можам да заклучам дека според твоето мислење не постои устав на образовен систем кој што е соодветен за дадената кризна ситуација. Апсолутно да. Добро. Кој е твоето мислење во однос на уредбите на МОН? Дали тие соодветствуваат на реалните потреби на учениците, студентите, професорите? Уредбите на МОН во суштина, како и секогаш досега, така и сега, се само декларативност на хартија. Зошто МОН се труди да ги следи светските трендови, се труди да представи слика дека Македонија во суштина не назадува во некои аспекти. Од друга страна, реалноста е таква што ние едноставно назадуваме, ние немаме услов да ги спроведеме овој вид на настава без проблем. И дали воопшто можеме да го спроведеме големо прашање. Од претходно наброени причини да не се повторувам. Од друга страна, на Министерството му фали еден определен степен на хоризонтална комуникација. Односно, тие се поставуваат строго хиерархиски со години. Веќе ги изгубивте советниците, што беа во Бирото за развој на образованието или се маргинализирани, оние што беа поискусни, кои можеа да придонесат со некакво знаење, се даде се позасилена улога на инспекцијскиот надзор. Значи единствено имате инспекцијски надзор кој ќе нема советодавен карактер, порано имаше советници по сите предмети во образованието. Значи човек кој што е задолжен, доколку имате некаков проблем да му се обратите со цел методолошки или на било кој начин да ви помогне да изведувате наставата, било каков проблем да имате. Сега е засен инспекцијскиот надзор. И од друга страна, Министерството не води сметка за реалните и техничките можности и на наставниците и на учениците, зашто многу е лесно. Секој наставник во глобала е и родител. Тој има деца кои треба да следат настава, а наставникот треба да предава настава и тоа е симултано се одвива. При тоа немаат сите дворци со по 20 соби па да секој може да се изолира, нити па возраста на децата, особено помалите деца, дозволува самостојна работа. Некои од децата кои што се во основно училиште се уште немаат развиено ни работна навика. Без работна навика, за разлика од на студентите, ние знаеме кога ќе ни пристигне нешто, треба тоа да се сработи, да се испрати и така натаму. Дете ќе се труди да го избегне сето тоа. Дете ќе го гледа како товар и треба да има некаков механизам кој што најчесто тој механизам во случај е родителот, во училиштето тоа е наставникот, кој што да речеме еден елемент на принуда кој што ќе му насочи, ќе му олесни, едноставно ќе мора се соочи со фактот дека тоа што е зададено треба да се изработи. И тука бегање нема. Во овој момент таков механизам отсуствува и се повеќе родителите ја превземаат таа улога, ја превземаат и наставниците кои јас верувам и од она што го следам и од она што сум во контакт со колегите се мачат од петни жили. Се мачат од петни жили бидејќи ниту имаат соодветна обука, ниту имаат соодветни технички услови. За ваков вид на видеоконференцијска настава,
нема ни соодветен интернет. Некои од ученици, да не забораваме дека кажавме, некои министерството излезе со една фрапантна бројка дека Македонски Телеком ќе обезбеди 10 гига интернет, што самата бројка е многу страшно смешна. 10 гига интернет за соцел 30.000 ученици од 18.200, ако не се лажам или нешто не е ни битно, загрозени семејства да можат да следат настава. А дали тие загрозени семејства имат уреди каде ќе може да тоа е основното прашање, значи тука се гледа декларативно да тие ќе поделат картички за интернет што не е доволен за да извршите следење на настава во ваков формат 10 гига интернет се ништо. Од друга страна, декларативно ќе обезбедиме државата со прима донации, дава помош, но џабе ви интернет кога вие немате уред со кој ќе го се послужите и да испарите таа функција. Од друга страна, и да имате уред. Пред се за да ви користите уред, треба да имате некако техничко знаење. Во глобалата семејствата што се во социјален ризик или крајно сиромашните граѓани, кои кај нас ги има 21%, тоа на ниво на популација се повеќе од 200.000 луѓе. Повеќе од 200.000 луѓе кои што едноставно и немаат технички средства, ниту пак умеат да ги користат, веќе никогаш не се сретнале со таква работа во живот. И сега не само тоа, домовите значи не им се соодветни, бидејќи често сме гледале апели за хуманитарна помош на деца што пешачат до нивото училиште по 3-4 километри. И кога ги видиме нивните домови, се живеат на мизерни услови, а сега државата им дава 10 гигабајт интернет. Да, тоа е основната поента, бидејќи некои од нив, поготово по руралните средини, се уште немаат ни вода во домовите. Некои од нив немаат ни приклучок на струја или струјата е исклучена поради некој неплатен долг. И тука е преврзијата многу поголема. Имате цели населби, како што се во Битола Бајр, или во Скопје е Шутка, или во Гостивар се таму имаат во Дупка, дали како да го вика веќе некои местности каде што живее огромен број на ромско население, кое што инаку учениците посетуваат редовна настава, во еден дел не можат да посетуваат настава бидејќи не се ни заведени како граѓани на државата, кои немаат едва и преживуваат, што се вика, живеат во импровизирани домови, а вие од нив очекувате да следат настава. И тука е еден голем проблем што се создава со електронската настава во овој момент и поделбата на учениците. Бидејќи училиштето како како институција е замислена да пружа максимум услови за еднаков развој на децата во една средина која што иста или еднаква за сите. Во овој момент вие таа средина ја немате. Тука пристапот до знаење, пристапот до едукација се сведува на тоа кој има технички средства и кој ги нема. Од друга страна, вие за да ги имате тие технички средства треба да платите определена сума и плаќате постојано, а по закон кај нас и основното и средното училиште се задолжителни и бесплатни. Јас од тука стално ја поставам дилемата од првиот ден кога се појави оваа идеја. Дали државата ќе превземе дел за трошоците, ќе превземе одговорност за трошоците на наставниците и на учениците. Бидејќи наставниците не живеат на огромни плати, напротив, нашите наставници се најмалку платени во цел регион. Од друга страна, ниту пак учениците се должни да го плаќаат образованието, ако веќе тоа истото со закон и со устав е гарантирано дека ќе биде бесплатно и задолжително за секој граѓанин. Бидејќи ако не следите настава, следуваат казни кои што надминуваат 2000 евра. Да, вие не знам, усвари ти се оневозможен да следиш бидејќи нема средства, Нема а ти се средства. заканува казна од 2000 евра. Тоа е најинтересниот дел од тоа е најинтересниот дел од цело. Ако заврши со овој одговор, сакав да те прашам да ти лично како студент, што мисли за полагањето на испити и оценувањето на далечина, односно вака преку видео настава, видео полагање, како да го наречеме тоа. Тоа е не да е перверзија со самата помисла во овие услови. Зошто? Тоа е некоја супер идеја што би функционирала не знам за колку години кај нас, но во овој момент ние немаме технички услови. И самите знаебете и додека се трудевме да се вклучиме во цело овој процес или додека да направите еден обичен видеокол или обичен кол на интернет повик, не мора да аудио може да биде. Вие ќе се сочите со пречки едноставно паѓа интернетот во еден определен момент. Вие да замислите дека една популација од 56.000 студенти да полагат истовремено. А тоа не знам која мрежа би го издржала од овој тип кај нас што е. Од друга страна, пак се јава истата сегрегација исто како учениците, веќе голем дел
И студентите се соочуваат со исти проблеми. Да не замислиме дека студентите се нешто поразвиени или побогати од останатото општество. Напротив. Некои и немаат пристап до технологијата. Од друга страна, ова е техничкиот дел и тука уште од старт викам јас дека не можеме се соочиме со таа реалност дека едноставно тоа не го може. И си правиме понашки речено бајрам сум. Од друга страна, од стручниот аспект. При онлайн полагање вас никој не ви гарантира дека нема да паднете на испит доколку ви снема интернет. Во моментот може да се прекине и тука ви едноставно како ќе го третирате тоа? Излезе од испит, падна на испит, препишува, не знам кој модел ќе го најдете. А препишувањето пак е посебен аспект, иако верувам во колегите, верувам во колегите дека не се до тој степен настроени на таков начин да функционира, да се сноѓаат, но секако девијација во тој процес ќе има и има. И од тука најдобро според мене е она што и кај нас се прифати на филозофски факултет, зашто искрено ќе дојде малку како само реклама, но сметам дека се донесоа најдобрите одлуки, бидејќи зошто? Ние ги донесовме одлуките, надежните во факултетот во суштина ги донесоа одлуките сходно со потребите и можностите и на наставниот кадар и на учениците. Моментално кај нас наставата се соодвија преку имейл. Едното беше да биде двонасочна комуникација е главниот услов за одржување на онлайн настава. Преку изработка на разноразни задолженија, нашиот наставен процес си функционира многу добро. Се споделуваат материјали за учење, факултетот е задолжен преку студентското собрание, тука помагаат и колегите од собранието, скенираат литература, испраќаат по мејл се што треба, па дури може да пристапите и доколку ви треба и некоја книга вон од тоа за семинарска, за есеј, за дипломска, само ќе пишете на соодветниот координатор зависно на институтот, координаторот ќе ви го скенира, тој ќе ви го испрати. Значи, поприлично еден добар систем. За колегите што немаат пристап до технологија, истото се врши со достава на домашна адреса, тоа бесплатно. Тоа го покрива се факултетот. И кај нас во суштина треба да се свати тоа во една дискусија на Facebook исто така со деканот. Додовме еден таков беше по коментари, додовме еден таков заклучок дека во суштина ние немаме она Сократовата храброст да кажеме дека ништо не знаеме. Туку напротив сакаме да изгледаме дека знаеме се и дека битно фино да изгледа за сликање, за себе промоција, во суштина сето тоа е една само сува формалност и декларативност која нема никакво подобрување да внесе во системот, нема никаква реална суштина, ама битно постои. Битно го има во простор шујка, како што беше изрека популарна порано, се е по закон и по пропис. Зашто се крие под тоа се е по закон и по пропис? Сосем друг муабет. Волјата на владеачката класа, како што знаеме, е претворена во закон, така што да, се е по закон и по пропис. Се е по закон и по пропис. Добро знаеме, мислам дека образовниот систем има доста фалинки и сега има уште повеќе најверојатно, бидејќи оваа криза ќе има влијание врз образовниот систем, како што има влијание врз се друго во општеството. И што мислиш ти, значи кое влијание ќе го има, во која насока ќе се движи воопшто образовниот систем во иднина? Во овој момент ќе има и негативни, ќе има и позитивни влијанија. Ајде да тргнеме прво од она што е позитивното и го кажем уште на почетокот. Од овој момент натаму веќе нема да се постава прашањето, ќе биде ирелевантно дали нас вакво нешто ни треба или не ни треба. Ситуацијата ни налага дека треба да имаме. Треба да имаме обучени кадри, треба да имаме развиени платформи, треба да имаме развиени планови, програми и за вакви случаеви. Од друга страна, негативниот аспект е оној поголемиот и пострашниот. Во овој момент, учениците ќе бидат најголемата жртва, бидејќи тие едноставно формално ќе завршат годината. Со уредбата на Министерството, односно, да, со уредбата за онлайн настава, дојде и насоката за оценување. Како да ги оценуваат наставниците, учениците во овој момент. Таму се гледа дека треба да ги преземат оние оценки што биле до 3-месечие и другите оценувања да ги спроведат во основа на домашни работи, на испратени проекти, на редица други работи кои што се само еден дел од знаењето. И тоа се гледа она формалноста во пристапот на образованието, не се гледа суштината. Битно е се да биде завршено во формални рамки,
до крајот на учебната година, што никој нема такво свето правило што не може да се скрши дека учебната година трае до 10 јуни крај на приказната. Во вонредни услови се може да се прошири, па и учебната година може да се помести. Јас се надевам дека ќе заврши. Информации дека дури ниту администрацијата нема да користи годишен одмор за да одработи тоа што нели сега не се работи. Ова е само информација, не е потврдено како што знам. Значи може учебната година да продолжи, бидејќи еве мене ми се наметна прашањето, еве студентите пример ќе полагат во јуни, во август, во септември, имаат сесии понатаму. Но што ќе биде со првачињата, тие мислам дека сега ја учат азбуката. Азбука само ќе научите, така ќе заврши. Тука е најинтересниот и најтешкиот проблем. Децата во ниски одделенија се подразбираат одделенијата од прво до петто, поново или она што беше за наша генерација од прво до четврто, односно одделенска настава. Во тие деца имаат во овој случај неколку проблеми. Прво, немаат, поготово децата од прво одделение, немаат работна навика. За нив сето ова е малте еден начин на забава, еден начин каде што се олабавени од она строгата училишна атмосфера и од тука од стара знаете дека од образовниот процес нема ништо. Значи тоа дете седне пижами на тие онлайн настави. Да, ама за нив тоа е еден начин на забава. Тие не го прецепираат тоа сериозно. Како што и голем дел од нас возрастните ова сериозно не го прецепираме, бидејќи едва и функционираме, тие го прецепираат несериозно од друга нивна детска перспектива, да кажам, од детскиот поглед на свет. И ќе останат со она знаење што го опфатиле на училиште до некаде, бидејќи ова друго нема да вроди во плод. И во екстремно ретки случаи ќе вроди во плод само со голем труд на домашните, односно на родителите, кои што треба да дообјаснуваат работи, да ги насочуваат децата, да им покажуваат работи за кои што ни самите немаат знаење, и тоа што го знаат, не секој може да го пренесе тоа што го знае. Јас сум по вокација историчар, јас да седнам, например, да објаснувам македонски јазик или математика или било што друго, едноставно нема да оди. Јас тоа што го знам, не значи дека знам и да го пренесам на некој друг. Бидејќи една логика е знаењето за себе, а друго сосем друго да знаете тоа да го представите во јавноста и да го дадете како готов продукт некој за да го научи. И од таа причина во овој момент учениците во основно училиште најмногу ги знаат. Најмалку по години ќе бидат студентите. Бидејќи тие се во глобала возрастни луѓе кои што знаат што значи процес на себе учење, на самоучење, поточен термин на самоучење и на континуирано учење, бидејќи не треба некој вас да ви каже дека за да го положите испитот треба да го учите материјалот. Доколку материјалот вас ви е достапен, на вас останува само да седнете и да читате. Во глобала овие што се предмети барем во обштествените науки, од природните науки и технички науки се има еден дел лабораториски вежби и сето тоа останато. И тука е најголемиот проблем, тие ќе го имаат поради тоа што не можат да изведат практична вежба во овој момент. И има некои смејури од електронски лабораториски вежби и како што не сваќам што прават. Не сваќам да на проста причина што исто вака се гледат на видео кол, нешто подработуваат или некои макети некој ќе изработи кои зависност на условията, ама во глобала тоа не е систем на образование. Не е систем, туку е снаоѓање во овој момент и јас би бил најмногу против ако државата на крај од се ова не извлече поука и го прифати ова сегашно како систем. Не само државата треба цел свет најверојатно да извлече поука од ова, бидејќи некои проблеми има и во здравството и така натаму гледаме на каде се движи капитализмот. Ама тоа е поентата што кризата нас сите ни го турка она што не сакаме да го видиме во лице. Тоа е муабетот од професорот Волф. Тоа е сосема најточниот муабет за ова да го опишеме во еден цел контекст. Дека кризата нас ни сврли на површина се она што го криевме 3 децении наназад. Од нефункционално здравство, од нефункционална економија и скоро непостоечка економија. Од пропаднато образование кое што не се развиваше. Со години нашите колеги, нашите професори бараат поддршка за развој на образованието. Во кризна состојба или не, проблемите во образованието остануваат и тие барат потемелни реформи за нивно решавање. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи. Благодарам.